Благодарам, подпредседател, почитувани колеги. Очигледно е молчењето на СДСМ, кое што е стратегија откако влетаа во офсет. Така е. Нема одговор на прашањата на колегата Бојан Стојановски. Дали СДСМ и пратениците на СДСМ го поддржуваат линарното зголемување на пензиите, кое што го направи оваа влада, или не го поддржуваат? Затоа што доаѓаат какафонични изјави. Така е. Еден ден излегуваат и велат дека тоа е добро, друг ден доаѓа овдека пратеник и објаснува како тоа не било добро, како тоа било дискриминација на оние кои што земале поголеми пензии. Така што убаво е да излезе некој и да одговори кој е ставот на СДСМ со оглед на актуелноста на темата и она кое што овој период се случува во Уставниот суд, а тоа е преиспитување на уставноста на оваа одлука и замислете, почитувани граѓани пред се, преиспитувањето на одлуката е дали било дискриминација на оние пензионери кои што земале големи пензии затоа што не добиле процентно поголеми суми, а овие биле повластени со маливе пензии затоа што добиле 2 пати по 5000 денари. Замислете го апсурдот на ова преиспитување на одлука која што патем речено е директно поврзано со СДСМ од неколку аспекти. Прво, видовме овдека како пратеници на СДСМ ја бранеа Кацарска, која што е судија известител, а меѓу другото најпозната е по тоа што се изучува на меѓународни факултети како не треба да се суди еден предмет и која што москавично напредуваше во својата кариера за време на СДСМ после оние монтирани случаи. Меѓутоа, исто така, еден од подносителите на представката до Уставниот суд е исто така еден многу познат застапник на ставовите на СДСМ, а тоа е Тито Беличанец. Така што неколку врски има помеѓу СДСМ и ова одлука на за преиспитување од страна на Уставниот суд. Така што мора да знаеме дали СДСМ мисли дека ова зголемување на пензиите не е добро и да им стопира ми го времето пошто нас збори. Ајде, зборувај, ама држи се само малку дискусијата. Значи, првин почитувана подпредседателке, ние не сме пред кооперација па да ми се обраќате со ти, А, Б и слично, туку ќе ми персирате затоа што овдека сме колеги пратеници и да поставиме основно културно однесување. Колега, не злоупотребувајте говорница, ни ти, ни А, Б, реков. Со име, со презиме ви се обратив. Не злоупотребувај говорница. Значи, ќе замолам за едно достоинствено и културно однесување. И сега, јас повторно ќе прашам, дали овие луѓе, кои што во 2023 година протестираа за линеарно зголемување на пензиите, кои што имаа минимални пензии од 9, 10, 11, 12.000 денари, токму заради СДСМ и влада на СДСМ, која што ја спроведувала тогаш транзицијата и како стечајци не им биле уплаќани придонесите. Дали овие луѓе, кои што се единствен пример во Европа, да протестираат пензионери на улица во декември, на минусни услови, пред Министерството за труд и социјална политика, каде што председавачот со синдицата беше министер, се повластени и дали овие луѓе не заслужуваат 5000 денари зголемување линеарно на пензиите и дали до толку биле дискриминирани и оштетени пензионерите кои што земале 50, 60, 70.000 денари. И дали тоа е ставот на СДСМ, која што сака себе си да се декларира како социјал-демократска партија. Многу битно прашање кое што мора да добие одговор. Зошто ова прашање исто така мора да добие одговор? Затоа што какафоничните изјави на СДСМ внесуваат не само нејаснотија помеѓу граѓаните, меѓутоа нејаснотија и помеѓу нас пратениците, за да знаеме како да функционираме. Затоа што
кога се гласаше предлог законот за изменување на законот за пензиско и инвалидско осигурување, кој што денеска Уставниот суд го става на преиспитување, а кое што го бранат колегите на СДСМ како пратеници во оваа комисија, на 24 јули 2025 година, пратениците на СДСМ гласале, замислете, за ова законско решение. Па ние тогаш не слушнавме дека било дискриминаторски, не слушнавме дека биле против. Еве видете, Благој Бочварски гласал за, еве го листингот. Еве видете, например, Френческа Јованка гласала за. Оливер Спасовски како координатор гласал за. Така што јас би ве замолил, за да знаеме како да ги продолжиме политиките, како да дебатираме за буџетов, да излезе некој пратеник од СДСМ и да објасни на граѓаните, да им објасни на овие пензионери дали СДСМ како социјалдемократска партија е за зголемување на линеарното зголемување на пензиите или е против. Многу едноставно прашање. Излезете и кажете. И воедно, кога веќе отворивте теми за правосудството, ќе ве замолам, исто така, коректно е, во духот на демократијата, во духот на европските вредности, излезете и одговорете на реалните прашања и дилеми кои што овдека ги отвори колегата Љупчо Пренџов. За да можеме да знаеме кои се ставовите на опозицијата, да ги земеме во предвид при генерирање на нашите идни политики, да видиме дека можеби некој буџет во некоја ставка сме го погрешиле, па да ги прифатиме аргументите на опозицијата, да прифатиме некој амандман и да продолжиме заеднички да действуваме. Вака не ставате во ситуација непријатна. Дали сте за или против? И на крај ќе замолам со оглед на овој амандман кој што го расправаме, а со кој бара СДСМ и пратениците на СДСМ, меѓу кои и председател Венко Филипчи, да се обезбедат субвенции за фирми кои што користат алтернативни извори на енергија. Со оглед на тоа што братот на лидерот на СДСМ има ваква компанија. Да, Никола Филипче има ваква компанија. Ке замолам да излезе некој од СДСМ да каже дали амандманот е предложен за да се удоволат брањата на нивниот лидер или еве ќе каже некој дека таа фирма нема да аплицира, не сака да ги користи овие средства, судир на интерес има и така натаму, за да знаеме да ги генерираме политиките и дали да го прифатиме овој амандман или да гласаме против еден ваков амандман. Затоа што вака сега како се поставија работиве, излегува пред јавноста дека СДСМ бара да се вратат парите кои што биле дадени на овие луѓе како линеарно зголемување на пензиите во буџетот, за да може Венко Филипче и Никола Филипче да зимаат поголеми субвенции преку нивните фирми. Така е тезата која што СДСМ овдека ја постави и ќе ве замолам да излезе некој и да ги расчисти сите овие дилеми, за да можеме ние како власт да знаеме како да гласаме по однос на амандманите. Ви благодарам.